Сурој изрази надеж дека одлуката на судот ќе обедини Европа и ќе охрабри и други држави да го признаат суверенитетот. Со независно Косово како нова реалност на Балканот, Сурој смета дека идеите за негова поделба припаѓаат на минатото и се лоши, бидејќи ќе доведат до враќање на времето на војни, идеи за размена на население и територии, а регионот за десетина години треба целосно да се интегрира во Европската Унија. Partition is a bad idea not only for Kosovo but for all the countries of ex-Yugoslavia. Поделбата е лоша идеја не само за Косово, туку и за другите држави од поранешна Југославија. Кога бев инволвиран да помогнам во Охридскиот ранковен договор, и тогаш бев против поделба на Македонија, затоа што сметав дека тоа е лоша идеја за Македонија, македонците и албанците и за сите други. Сурој, кој е директор на невладиниот Косовски клуб за надворешна политика, наведува дека е потребно силно присуство на САД во Косово и во следните 12 месеци, како еден од најголемите гаранти на територијалниот интегритет и суверенитет. Недостигот на политичка волја и корупција се акутни проблеми во Косово денес, вели Сурој и додава дека мисијата EULEX треба да помогне во тој контекст и да ги поддржи косовските институции. Предвидува следните 12 месеци да бидат тест за демократијата на Косово. Како мислењето на Меѓународниот суд за правда во Хаг за независноста на Косово ќе се одрази на Македонија? Сурој за гласот на Америка со став. Well, I think it has a good effect. It has a stabilizing effect throughout the region and therefore on Macedonia. Мислам дека има добар и стабилизирачки ефект ширум регионот, а оттаму и за Македонија. Иако Македонија директно не е поврзана со мислењето, ја зацврстува одлуката на Македонија да го признае Косово и дава поголема правна јасност ако воопшто е потребна. Според Ветон Сурој, поделбата на Косово би значило рецепт за катастрофа за меѓународната заедница или се што инвестирала во изминатите 20 години, особено во мултиетничките општества како Македонија и Босна и Херцеговина. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон.